денеска се прославува католичкиот бадник. Сакам да им го честитам на сите оние кои го празнуваат и да направам еден рецепт во нивна чест. Секогаш многу сакам кога го сакам тој католички дух кој подразбира джинџербред куки, с различни колачи, пудинзи кои ги подготвуваат за оваа пригода, а јас денеска решив да направам нешто во мој стил, односно мермерен колач. Сигурна сум дека сите имате во тетратките на вашите мајки, баби, па можеби и вашите тетратки мермерен колач. Мермерниот колач се нарекува така заради тоа што се прави од истото тесто, меѓутоа и шарано во две бои. Инспирацијата ја добив од новата модла Куглов, која ја добив од Карес, која има баш новогодишен изглед, може да забележите, целата е спирална, има малку декорација и мислам дека класичниот мермерен колач ќе изгледа феноменално кога ќе го послужиме. Дополнително, чоколадите на витаминка од јагода се мојата нова буквално омилена намирница. Розеви се, имаат еден таков интересен, специфичен твист и мислам дека совршено одговараат на мојот карактер. Ќе започнеме со сите состојки. Класично, овој пат она што го изменив е што наместо со класично млеко можеби ќе користам јогурт. Идејата ја добив од мафините, секогаш ми се помеки, посунгерасти, повкусни кога се прават со јогурт. Така ќе ги направам и денеска. Имаме 4 јајца, прво ќе ги направам мокрите намирници, потоа ќе ги ставам внатре сувите. 4 јајца, исто така нова во модлата, таа што може да ја купите во продавниците на Карес, совршен поклон за нова година за сите оние кои сакаат да готват. Јас се возбудувам секогаш кога добивам куински апарати кои имаат, не знам, специфична намена, интересно изгледаат, така Карес се ненадминати во дизајнот. 4 јајца. Ќе ги проматиме со маталка, доколку ви е полесно користете миксер, но не ви треба да направите пена, туку треба само малку да ги запените, односно малку да се подигнат за да бидат екстра сунгераст дел во рецептата. На една од часовите за готвење кои ги посетував, ме учеа дека доколку сакате да користите маталка како професионалец, мора да научите техника за матење од зглоб, па од рамо. На тој начин нема да ви се замори раката, значи најпрвин го користите зглобот за матењето, ќе искористите целата сила што ја имате во моментот, а потоа движењето правете го од рамо. На тој начин ќе може да направите пена без да се уморите и да продолжите со готвењето. Ги, моите јајца се веќе пенасти. Внатре ќе додадеме стопан путер, тука имам половина, отприлика од една коцка, малку, мислам дека ми е си уште топол, ќе го оставам да се подизлади, додека ставам уште една ладна намирница, една чаша јогурт. Доколку не можете да мерите, можете да ги купите на мериците на Карес, кои доаѓаат заедно со сите можни садови, имате и цедалка внатре и тие се обележани, тоа имате чашка, пола чашка, буквално ме направија многу попедантна во готвењето. Од кога ги добив, значи една чаша измерена во мериците, ќе ја измешам со јајцата и бидејќи сега ми се студени и јајцата и јогуртот, можам да го додадам стопениот путер без да ми ги свари јајцата, доколку е многу топол, може да ви ги свари, да направите кајгана и брзо измешајте за уште дополнително да го изладите путерот. Така. Готово е. Имам половина шолја, обележана на дното, шеќер, обичен. Ќе додадам уште шеќер, измерено, цела шолја, значи во целиот рецепт оди шолја и половина. Убаво измешајте да се спојат состојките. Бидејќи мермерниот колач треба да биде масно тесто, а маснотијата дополнително ќе додаде на вкус, путерот ќе го ароматизира, ќе ставам половина шолја брилијант масло, ставив значи путер и сега додавам уште половина шолја брилијант масло.
Убаво промешајте. Пецивото го стави во 3 шолји брашно, ќе го измешам за убаво да се спои по совет на нашата гледачка која ми го напиша тоа на Facebook. Гледате, све ве читам, се ве пратам, апсолутно применувам сето она што ќе ми го советувате. Да, ме советуваше дека е многу важно да го измешам пецивото во брашното комплетно, така повисоко ќе се дигне тестото. Ќе провериме. Така, тука имам измерени 3 шолји. Ќе ги додадам и полека ќе го соединам тестото. Треба да биде поретко тесто. Оттаму овој колач ќе се пече 40 минути сигурно, заради тоа што, како што гледате, е малку поретко од класичен куглов. Ама тоа ќе го направи да биде сунгересто, мека на гризење, ќе има оној вкус на лава кейк можеби, заради тоа што е малку по меко тесто. Убаво промешајте. Да се соединат сите состојки и да немате грудки во тестото. Еве како е мазно, сјајно. Убаво. И сега е моментот за да го направиме дополнително шарено тестото. Ќе префрлам половина во друг сад. И во останатото тесто ќе додадам какао. Секако на витаминка, користете квалитетно и богато какао, заради тоа што квалитетното какао додава екстра вкус. Измешајте го за да добиете црно тесто, чоколадно, за да можеме да ја направиме мермерната структура на колачата. Феноменално. Прав божик. Ќе го примачкам со малку путер, целата модла, да расчистам малце, да си направам простор за работа. И тоа, не знам дали гледате, го научив, не се месиите, порано кога готвам дома, многу различно готвењето на телевизија и готвењето дома. Кога готвите дома може да си дозволите да биде тоа, да имате сите намирници на сите страни, но кога готвите на телевизија мора да ја смирите енергијата и да направите по-безбедна средина за работа. Имам малку брилијант масло и ќе земам малку стопен путер на една четка и убаво ќе го премачкам кугловот за да не ми се залепи. Иако тестото е многу масно и многу се мали шансите да ви се залепи, модлата е квалитетна, силиконските модли се многу квалитетни и дозволуваат поинакво печење од кога мислам од оние кои се направени од метал. Апсолутно не се ни гребат дополнително, секогаш се по-безбедни за користење. Убаво премачкајте го. И ќе започнеме со правење на мермерната структура. Ќе искористам едно ставче за ражнич, заради тоа што со тоа ќе се обидам, не ветувам однапред, да направам шарена структура. Ќе започнам на почетокот со кафеавото тесто, заради тоа што дозгора ќе го прелијам со розова чоколада, па кафеавото на розевото некако дизајнерски подобро ми делува. Може би флашица ќе користам, да. Ставете половина тесто. Ова сакам да ви покажам како баш малку фино треба да се потрудите за да ја направите целата шарена структура внатре. Целото дно треба да биде покриено и ќе ставиме сега бело тесто. Внимателно, одозгора, мал слој, заради тоа што со стапче ќе се обидеме да направиме мермерни шари. И со стапчето, се не знам дали може да се забележи, ќе пробам да направам мермерни шари
односно да го извлечам кафеавиот делот внатре. Извлечете го кафеавиот дел и чоколадниот од доле и направете мермерна структура. Сакам да ви покажам. Не знам на која камера, може би оваа. Дали убаво се гледа? И продолжуваме неколку лажици од кафеавото тесто, тоа е чоколадното. И повторно истата постапка. Сакам ова да ви го покажам како изгледа. Само малку да му се посветам. Еве вака. Само да не го растурам. Погледнете како изгледа. Имате совршени новогодишни шари, тие се прелеваат, имате, не знам, за мене една возбудлив колач кој дополнително ќе го украсиме со шарените чоколади на витаминка. Оди во рерна од прилика 40 минути. Значи на кој јас го печам е малку специфичен, бидејќи открив дека кога ќе отворите рерната во принцип температурата паѓа до 10 до 20 степени. Затоа ја уклучив на 220, само за да кога ќе го отворам и ставам да биде температурата од прилика 200. Ќе му дадам 10 минути на 200 степени, а потоа ќе ја намалам на 180 температурата и ќе го печам уште 30 минути, значи вкупно 40 минути печење. Вториот рецепт кој денеска ви го подготвив ми е во знакот на модлите. Посебно сум расположена, погледнете како прекрасни изгледаат овие силиконски модли. Најчесто се наменети за да направите мафини или благи колачи. Јас денеска ќе ги искористам да направам мафини од макарони. Се ќе правам во едно тенџере, односно и сосот и се она што сакам да ставам во макароните за да тие се запечат и се направат прекрасни, убави парченца, тортички од зачинети сирењасти макарони, ќе ги направам во едно тенџере. За да го направам тоа, потребно ми е од почеток да ги проварите малку макароните, значи не ал денте, туку само да ги омекнете во вода, да излезе малце глутенот. Јас тоа го направив претходно. Ќе си искористам новата циделка на карес, за да ги иседам. Ете така. Уште малце, ништо не се фрла. И во тенџерето, кој се вика исто како мојот син Лео, ќе стопам малку путер, а во суштина ќе направиме нешто слично на бешамел сос. Имам една коцка путер, ќе искористам 2/3, затоа што со останато сакам да ги промачкам модлите, да ги намачкам, да бидат путерасти, убави. Ете така. Ќе му дадам малку време да се растопи. Путерот се стопи и внатре ќе ги пропржиме макароните. Само да ни се облеат со убавиот путер. Ете така, ќе ги оставам на тивок оган, само да останат топли. Во меѓувреме ќе го направам сосот. Тука имам 2 шолји млеко и ќе додадам една лажица брашно. Убаво ќе изматам. Брашното ни треба за да ни го згусне сосот и да направи внатре бешамел. Дополнително ќе му помогне глутенот кој ќе го доиспуштат макароните, бидејќи тие се направени од брашно. Ќе ставиме 4 јајца.
Само цело време промешувајте, иако тенџерињата на карес се нелепливи. Денеска кога решив да ги подготвам овие рецепти, воопшто не ми се излагуваше, денот на снимањето беше врнежлив, дожлив, маглив. Се бајле уште од кревет, направив нарачка во пакет МК, неколку клика и симпатично момче ми ги донесе сите производи на врата, убаво спакувани. Посебно ме радува нивниот слоган, нешто убаво внатре. Многу ми се допаѓа кога луѓето се креативни и користат сите начини да го разубават, било дали тоа услуга, дали е тоа не знам. Многу ги сакам тие мали моменти кои луѓето ги користат во своите бизниси за да те направат да ти го разубават денот. Религиозно исто така ги користам нивните кеси, затоа што се направени од рециклирана хартија и многу ми се допаѓа со тоа што ја штитат природата. Религиозно ги користам за пакување дома, за да можам јувки да ставам на страна или било што захтева, нели, подолго стоење во хартиена кеса. Убаво промешајте. Цело време на око макароните. Ете така. Натре ќе ставам една кесичка пармезан кој е претходно сумелен, односно е во вид на трошки. Тие ќе биде дополнителна густина на целиот сос. Внимателно. Ќе си помогнам кога ги имам веќе сите овие прекрасни садови. Ќе ја префрлам целата смеса, малку се преценив. Жеби? Ете така. Сега веќе се работи. Ќе додадам една павлака, отприлика тука има 100 мл павлака, вие додадете доколку сакате повеќе, ако децата мои многу сакат во суштина сосови кои содржат павлака, Лео е опседнат со павлаки, крем сирење. Во суштина ствари мислам дека никој нема човек што не е опседнат со сирења, павлаки. Така добар рецепт, мислам дека е повкусна сите. Измешате павлаката и имам околу 100 грама плаво сирење. Убаво раздробете го, да го ароматизира сосот. Така. И последно што сакам да додадам во сосот е една лажичка сува мајчина душица, секако сол. Нема да ставам бибер, нема да ставам лук, ќе го оставам да биде неутрално и доминантно сирењето и сите млечни продукти кои ги употребивме внатре. И за да имам убавина, зеленило, ќе насечкам малку макдонос. Цела китка. Макдоносот е многу неутрален, односно не содржи толку есенцијални масти, киселини во себе и едноставно не го ароматизира толку јадењето, ќе го ставам целиот. Затоа и одлучив да го употребам, затоа што сакам да ми доминира сирењето. Само уште еднаш ќе промешам. И внатре ќе ги додадам сварените потерасти макарони. Убаво промешајте. Да се соедини. Веќе ќе почнеме готвењето, ставивме 4 јајца. Топлината на макароните, на путерот веќе ќе ги започне, еве гледате како се згуснува сосот. И вака може да ги конзумирате. Апсолутно не мора ни дополнително да ги пржете, меѓутоа запечете ги, ќе видите тие малецки запечени макарони ќе бидат круна на јадењето и крткава текстура. Убаво промешајте. И ќе ги ставам модлите на една рамна тава.
ќе ги премачкам со малку путер. Се сеќавате дека ми остана. Со куинска хартија ќе земам од преостанатиот путер и ќе ги премачкам модлите, за да не ми се залепи целата количина која ќе ја ставам внатре. И за така може да искористите пакетчето каде што е спакувам путерот за оваа намена. Со самата хартија, само измачкајте ја модлата. Иако се нелепливи, силиконските модли во суштина се многу практични заради тоа што се нелепливи во својата структура и многу лесно понатака од кога ќе го ставите комплетно да се излади тестото кое е внатре ставено, многу лесно се лупат и имате целосна торта и изглед кој сте го посакувале и сте го очекувале. И внимателно ќе ги наполниме. Јас не сум многу внимателна личност, така да за себе си кажувам дека внимателно ќе ги наполниме. Остатокот од смесата, бидејќи е празници, сигурно утре ќе ви треба доручек. Ќе го ставам во една ватростално и ќе го покријам со фолија, ќе го ставам во фрижидер и утре за доручек ќе им го подготвам на децата. Одат во рерна од прилика 30 минути на температура од 180 степени. Мене ми се пече мермерниот колач, ќе мора да почекаат да се ослободи рерната на горење, а се гледаме за кратко со сите рецепти. Сите прекрасноти се готови. На крај ќе посветиме уште малку внимание. Секогаш, без исклучок, кога правите куглов или некоја торта во силиконски модли, оставете ја да се излади додека можете да ја допрете. Многу е важно да се излади доколку се обидувате, не сте стрпливи, сакате да го пробате тоа што сте го подготвиле, ги извадите топли. Многу често може да се случи тие да ви се расипат и целиот труд да ви отиде во вода. Ова е мојот совршен мермерен колач. Ќе му посветам дополнително внимание. Имам чоколадина витаминка. Ви кажав дека ми се станав исклучителен фан посебно на розевата чоколада од јагода, затоа што ми дава таква една минималистичка убава боја. Едното ќе го стопам за да бидеме ефикасни. Ќе искористам белото чоколада да го стопам на рингла, мојот омилен производ, готвачот за ориз, бидејќи е многу безбеден за во микро, ќе го искористам да го стопам белото чоколада. Само ставете малце путер, една лажичка, 2-3 минути во микро печка и чоколадата ќе биде стопена за користење. Секако не заборавајте дека со 20% попуст може да го добиете со користење на кодот MAJA20 на страната на Карес МК и да му најдете и нови намени, иако најубавиот ориз и киноа се прави само за 12 минути во микропечка. Микрото на горење има опција да можам да ја контролирам и температурата и времето на траење. Ќе ја ставам на 600 вати температура за да не ми го изгори. А во меѓувреме ќе си го направам моето омилено чоколадо розово. Мислам дека е со мудлите, со шаремилото, има еден дополнително празничен изглед. Ќе ставам малку путер за да ми го направи сјајно. Да се стопи и внатре ќе ставам, да не заборавам, 2 лажици павлака за готвење
за да ни го стопи веднаш чоколадата на ниска температура, најниска. Мириса на јагода. Имате чоколада која мириса на јагода. Феноменално. Само промешајте го на ниска температура. Видете каква совршена боја прави кога ќе се растопи. Баш нежна, убава, розова. Уште некоја секунда за целосно да се растопи. И имам уште едно куинско апаратче кое го добив од Карес, белото чоколадо. Ке го наполнам. Много е практично за тие што не знаат да декорираат како мене. Само наполнете го садчето. Затворете го и притиснете. Ќе одиме со бело, за да го задржиме мермерниот изглед. И розевото. На него ќе додам Джейсон Полок. И ќе направам рандом линии. И тоа беше се за денеска. Ви подготвив еден мермерен колач и мафини од макарони во силиконски модли. Се надевам дека еве како излагуваат, само да ви покажам, а ќе си ги задржам мафините во модлите да се конзумираат директно од нив, бидејќи се многу декоративни. И се гледаме. Останете ми живи и здрави, во добро здравје, празнично расположени, а ние се гледаме со нови рецепти и нови идеи веќе во следните епизоди.